Тоа ќе го прашам утре во нашиот соговорник на тема лифтови, каква е безбедноста, кои се регулативите, но и со какви предизвици се соочуваат лицата со попреченост. Утрово во Македонија наутро разговараме со Горан Сековски од Македонското здружение на лифтови. Горан, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Во каква состојба се генерално лифтовите во Македонија? Видете, едноставен одговор на ова нема. Според нашите актуелни правилници, лифтот, односно собственикот на лифтот треба да има договор за одржување, што подразбира месечен преглед и да врши еднаш годишно технички преглед од независно правно лице. Ако овие два услова се исполнети, ако извештајот од тој преглед е позитивен, може да кажеме дека лифтот е безбеден. Во спротивно не знаеме. Не значи дека не е безбеден, меѓутоа едноставно не знаеме. Кои се најчестите проблеми и ризици што се забележуваат во лифтовите во зградите во Македонија? Видите, ние имаме еден возен парк со доста стари лифтови. Тие делумно се усогласени со барањата за подобрување на лифтовите, за подобрување на нивната сигурност. Делумно и не се. Имаме проблеми кај новите. Меѓутоа, главен проблем би истакнал затворањето, ние го викаме забравувањето на вратите, се случува често, имавме и инциденти неколку изминативе години, значи да кабината не е позади вратата од лифта, а таа да се отвори. Тоа е многу опасна ситуација и имам доста некои постари лифтови им недостасува некој сигурносен уред и така натаму. Каква е пристапноста? Дали лифтовите се пристапни за лицата со попречености? Последните 15 на 20 на години имаме еден правилник, тоа е подзаконот за градба, во кој се поставени барања за лифтовите во новите градби, значи од тогаш кога е донесен, каде што еден барем лифт во влезот, односно во објектот, треба да овозможи пристап на лице со попреченост. Значи се бара одредени димензии на кабина и ширина на вратата, отвор, за да може да се влезе и со инвалидска количка. Колку овој се применува при прием на зградите, не би знаел да кажам. Реков, тоа е добро едно прашање, треба да и ние како здружение малку да го третираме и да видиме до каде е таа примена. Горан, што треба да се промени во законската регулатива за се поголема сигурност, но и инклузивност на лицата што користат лифтови? Ние, што се однесува до законската регулатива, очекуваме и нови правилници, меѓутоа и за сега таа би рекол дека е задоволителна. Сигурно дека има проблем, не постои идеален закон или правилник. И на тоа работиме, но проблемот е примената на овој закон. Има порано беше техничка инспекција, сега таа инспекција е префрлена во пазарната инспекција, која е задолжена за лифтовите. Меѓутоа се работи за многу мал број, екстремно мал број на персонал. Од друга страна и не велиме совеста, меѓутоа самите сопственици не преземаат овие мерки што ги кажав. Значи, ајде за одржување имаат горе-долу сите, но не се прават технички прегледи на голем број од лифтовите, пошто имаме некоја евиденција. Така што би апелирал да се вршат и лифтот да е под сервис, што се вели да има договор, и да се врши овој технички преглед, што правиме сите за нашите возила. Имаме ли некои позитивни примери што треба да ги следиме од земјите во Европа? Па, знаете, лифтовите во употреба секоја земја ги регулира за себе. За Европа зборувам. И горе-долу ние тоа го имаме. Кажав дека може тука да се подобрува. Они имаат, некои од европските земји има и програми за подобрување на старите лифтови, зависно од нивниот возен парк. И кај нас има и еве се припрема и ново подобрување. Реков, значи, што се однесува до законите и постојните и тие што ќе бидат донесени се добри, примената
и нашето однесување према тие лифтови, користењето на лифтови, односот на собствениците према нив, однос на овие законските барања и така. Така, Горан, и за крај на нашиот разговор, колешката Јована има фобија од возење во лифт. Како да се надмине тој страв? Па стравот, не знам, тоа е веќе прашање за друго стручно лице, но баш заради овие фобии во лифтовите е вградено тоа панично светло, аларм, инсистираме и по правилникот се бара комуникација да има. Значи, баш заради тоа и да снема струја и да застане лифтот, треба да има едно светло, кое лифтот е обезбеден со батерија за неколку часа да има, да може да комуницира со сервисерот, за комуникации како мобилен, да речеме, да има. Има и такви лифтови, кај нас се уште нема, треба да има картичка, знаете, од некоја телеком или така натаму. Така што не би знал како да помогнам, меѓутоа правилниците мислат на тоа до толку. Така, ви благодарам за гостувањето во Утро во Македонија на Утро, за советите што ни ги дадовте. Разговаравме со Горан Сековски од Македонското здружение на лифтови за предизвиците, за каква е состојбата на лифтовите во Македонија, но кои се и позитивните европски примери, а Горан се обиде и да го одговори прашањето како да се надмине и стравот од возење во лифт. Јована?